Почитувани граѓани, ви се обраќам по повод последните одлуки на Советот на Европската Унија во однос на определувањето на датум за почеток на преговори за членство на нашата држава во Унијата. За жал, заклучоците на Советот не се во согласност со нашите оправдани очекувања и сигурно не се во рамките на претходните најави на самата Унија. Разбирливо е што во овие моменти кај многумина постои чувство на разочараност, меѓутоа емоциите на страна мораме трезвено да се соочиме со новата реалност. Неспорно е дека ги исполнивме сите предуслови за почеток на преговорите и тоа беше констатирано на претходната средба на Советот во јуни, кога без други забелешки беше заклучено дека од технички причини, поврзани со временскиот лимит, по што туку завршените евроизбори, одлуката ќе биде донесена на самитот во октомври. Реформите во многу области, а особено функционирањето на правната држава, мора да продолжат и да се интензивираат без никакви калкулации. Справувањето со организираниот криминал и високата корупција не се само услов за интеграциите, тие се многу повеќе нужност за обстојувањето на еден одржлив правен поредок. Во овие моменти, најмалку што ни е потребно е нашето незадоволство да го насочуваме кон одредени земји членки на Унијата и без потреба да ја трошиме енергијата во креирањето на политички тензии. За таа цел упатив покани за лидерска средба до претседателите на најголемите парламентарни политички партии и од власта и од опозицијата. Убеден сум дека токму сега е време да покажеме единство околу нашата стратешка ориентација, без разлика на легитимните политички разлики по многу прашања. Недобивањето на датум за избори е лоша и непосакувана вест за Македонија. Треба да бидеме свесни дека државата влегува во разочарување и се тоа е последица на погрешните политики водени во последните неколку години. Народот бара и посакува предвремени парламентарни избори, исто како и јас. Тоа е единствено логично и посакувано решение за да се надмине кризата и оваа повеќе неодржлива ситуација. Потребни се реформи, коренити и брзи реформи, зашто ВМРО ДПМН ќе предложи план во најкус можен период, консултирајќи ги експертите и употребувајќи ги сите своји капацитети кои што ги има на располагање. Овие реформи треба да ги спроведе влада, составена од силни индивидуи, со богато лично, стручно портфолио, кои ќе го дадат својот максимум служејќи и на државата. Време е за мудри, логични и одлучни одлуки. Повикувам на средба на државниот врв, на која ќе се дискутира за сето ова, а пред се за иднината на Македонија. Јас повикувам на лидерска средба. Дали средбата која што ја организира претседателот ќе биде во недела, не знам. Потребно е, претпоставувам, да добиеме официјална покана, но доколку добиеме официјална покана, еве да бидам уште појасен, ќе учествувам на таква среда.